Во Охридското езеро со години не е извршено порибување со подмладок на јагула, иако се наоѓа на црвената листа на загрозени видови. Последен пат ЕСАМ извршило порибување со овој вид риба кој е пред истребување на 29 септември 2019 година, кога во езерските води биле пуштени вкупно 29.421 парче подмладок со вкупна тежина од 865 килограми. ЕСАМ се правда дека не е извршено порибување од повеќе причини. Прво, дека наводно бил забранет извоз на јагула во земји кои не се во Европската Унија, иако има и други земји од каде може да се набави подмладокот, вели Радован Димитриевски, кој одлично ги познава приликите. И ова е вели само една причина за која воопшто нема никакво оправдување. Втората причина беше дека тие распишуваат јавен тендер, а никој не се јавува. Потоа се правда дека во Македонија не постојат услови за карантин, затоа што рибата мора 30 дена да се чува во карантин за да се провери нејзината здравствена состојба. Но сето тоа не е вистина, затоа што во Македонија постојат услови за карантин да се чува рибата како тоа се чувало во претходните години. Но ако тие одделиле веќе средства секоја година за порибување што се должни според договорите, тогаш нека ги дадат тие средства на ЈНУ Хидробиолошки завод. Ако нема јагула, ќе се наруши целиот екосистем, алармира Димитриевски, укажувајќи дека треба да се внимава и од каде се набавува подмладокот за порибување. Тој подсетува на недозволивиот пропуст кој се случил во изминатите години, кога Охридско се порибило со машки единки на јагула, која никогаш не живеела во Охридското езеро. Не знам дали постои криминал, но самиот чин на порибување, односно уништување на екосистем е еколошки криминал. Ке се наруши биолошката равнотежа на рибниот фонд, така да ни следи катастрофа, еколошка катастрофа, ако не порибиме за брзо време, ако не го порибиме Охридското езеро, а не само Охридското езеро, туку и сите пропратни акумулации по течението на Црн Дрим. Се обративме и до ЕСАМ. Прашавме зошто Охридското езеро не е порибено со подмладок на јагула од 2019 година. Дали се точни информациите дека пропаднале неколку тендери за порибување? Ако е така, кои се причините за тоа? Дали при одлучувањето на последниот тендер се испочитување европските регулативи, односно дали е точно дека избраната компанија не е лиценцирана за порибување со јагула? Не интересираше и дали има сертификат дека јагулата со која ќе се порибува потекнува од отворени води или од фарма, но одговор на прашањата не добивме.